Ajde. Slava ti Gospodi Isuse Hriste. Dobro večer. Slava ti Gospodi Isuse Hriste. Slava ti Isuse. Na ljubav ta. Dobro večer. Slava ti Gospodi Isuse Hriste. Te sakam Isuse. Ti blagodari me. Aramare rakanda salaman Oslavam se zemno, Isuse, i ljubav zov tebe, moj Isuse, dušava moja, tebe ti primanja, dojdi se. Dobro večer. Dobro večer. Letaj, dušo moja, na krilja na ljubav ta. Letaj, dušo moja, Ajde. letaj, dušo moja, na krilja na ljubav ta. Letaj, dušo moja, kaj tako to večno sam. Slava ti Gospodi Isuse Hriste. Slava ti Isuse. Še jedna pesna, pa je vlezeme. Dobro to, Isuse, jaz te kanam po srce. Otvori mi očive, da te gledam najave. Otvori mi ušite, da te čujam, Isuse. Dobro utro, tatko moj, čedo Božjo, sin sam tvoj. So tebe možam da napravam se, so tebe možam da izdržam se, so tebe možam da povedam se. Povedi me, Isuse, so tebe možam da napravam se, so tebe možam da izdržam se, so tebe možam da povedam se. Povedi me, Isuse. Dobro utro, tatko moj, me izmivaš o duhot tvoj, mi go čistiš srce moj, da se veseliš vo nego. Dobro utro, Isuse, i danes vrvam po tebe, sa sekogaš vo srce moj, od carstvo Božjo nebesno. So tebe možam da napravam se, so tebe možam da izdržam se, so tebe možam da povedam se. Povedi me, Isuse, so tebe možam da napravam se,
Со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Поведи ме, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе, Татко наш, и на вистина со Тебе, Господе мој Татко и Исусе, можеме да издржиме се, да победиме се, да бидеме љубов вечна, да бидеме синови на Семокниот Татко, да бидеме синови на Севишниот Отец, да бидеме синови и ќерки на љубовта. Радоста кога доаѓа, која ја носи чувството на заедништво, сознанието не само во умот, туку цело срце и душа, дека Таткото Исус доаѓаат во твоето срце, да се населат во тебе, да те направат жив храм, да те направат жив камен во духовната заедница, во Исусовото царство на љубовта. Таа радост да не дозволиш никој да ти ја открадне, сатаната доаѓа да украде, да погуби, да те извади од законот на љубовта, да немаш радост и ти знаи дека фати се за Исус, дека имаш Татко Небесен во вечната љубов и силата Исусова во Духот Свети да те додржат, да останеш во мирот Исусов. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Не само ќе се наречат, ќе останат, ќе бидат љубов. Дента кога треба да слезе Словото на живиот Бог, да се објавува, да слегува Духот, тоа е радост за секој еден од нас. Јас оставам се, го оставам овој беззначаен свет и знам дека од него нема да остане ништо, дека ова што го живееме тука е минливо, нетрајно, нереално, нестварно, привремено, дека горе имам дом, небесна татковина, и станувам свесен дека сум тука сега и овде во моето срце, му дозволувам на Царството Божјо да се објави, да го распламти мојот дух, да ме осветли одвнатре, да бидам светлина на светот, да бидам љубовта која никогаш не сопира, да останам и да победам во љубовта Исусова. Те сакам, Господе Исусе Христе, и денеска, Татко, ние се собираме во Твојата љубов да Ти предадеме се. Еве сме, нашите срца се Твои срца, нашите души се Твои души. Дојди, Господе мој, Татко наш, Создателу, се над се, вечната љубов, дојди во нашите срца, да ја примиме силата Твоја, да не научи што значи Ти да действуваш и да зборуваш. Исус го прашува мајката на Завеје девите синови да им дозволи да седнат од десната страна, во силата. Борчеве, молам, во силата, а тој им вели, јас не решавам кој ќе седне од десно или лево. Исус не решава. Штом Исус не решава, немој ниту ти да си помислил да решаваш. Тука е целата суштина, како сатаната сака да ти наметне нешто, да ти открадне нешто, да те врзе во некоја состојба, да се фатиш за светот, да не разбереш дека ова овде е минливо и постапките во овој свет без Господ Исус Христос не можеш да ги оправдаш, не можеш да ги победиш. Те врзува сатаната во состојби, ситуации, чувства, мисли, спомени, непростувања, очекувања, сето она што е дел на дрвото на животот, на познанието на доброто и злото, сето она што те прави вавилонец, да се искачиш највисоко, ти да бидеш над другите и да се остварува Твојата волја. Тоа е неможно и се разбира и со реален ум, дека не може милиарди луѓе да се оствари нивната волја. Само две волји се остваруваат, условно кажано. Едната е волјата на Отецот,
секој што ќе го види Синот, кој ќе го види, тоа не е само со очите, со срцето, и поверува во него да живее живот вечен, значи да се спаси, а волјата на сатаната во подволни други е да те отргне од тоа, ти да бидеш спротиставен, непокорен, во судир, во расправи, во непростување, во гнев, во нерадост, во пораз, во болести, врзан во материјалниот свет. Сега, драги пријатели христијани, пишува апостол Павле поранешниот Савле, 1 Коринтијаните од 10 стих, ќе читаме до 17. Ве молам, вели, во името на нашиот Господ Исус Христос. Ние го кажавме еднаш тоа, ние бараме се што ќе побараме од Отецот во името на Господ Исус Христос. Не велиме како да речеме, узречиса во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Тоа е дадено на едно место, да крштевате. Отецот знаеме кој е, името на Отецот е Исус Христос и Светиот Дух е неговата природа, значи бараме во името на Отецот, во името на Исус од нашиот Татко Небесен, вика, ве молам во името на нашиот Господ Исус Христос, правиме се да изградувате слога меѓу вас, да не дојде до раздор во црквата. Видете, тоа е тој момент како да изградуваме слога, ако ние бараме свое, ако ние не сме се предале, ако не прифаќаме некои состојби, мораш да го научиш тој момент, да прифатиш, за да те промени, Духот доаѓа каде што сака, тој ќе ти постави состојби и ќе провери, значи ми дава визија во сон, се дави еден мој човек, близок што ми бил порано, а потоа ми правил многу зло и глас ми вели удави го. А јас му пружам рака и го извлекувам. Видете, како тој те проверува, сатаната те искушува, намисли јас да му речам удави го, нема да има тогаш дух, нема да биде некој тука да ви зборува, друг ќе беше тогаш. Друга состоја ми дава, ја гледам манде, демек ме остава, се мажи за друг човек и ми вика гласот, ете те остави, и замислете, јас велам во духот, иако чувствувам тага, па Исус ќе ми даде сила, ќе надвладеам. Видете, проверките се интересен момент меѓу јавето и сонот, и ние не треба да донесуваме своји решенија. Тоа е целиот проблем, значи да не дојде до раздор до црквата, треба да ги усогласите вашите идеи и планови. Значи нашите идеи и планови одат во корпа за ѓубре. Нема тука мои твои идеи, чекаш водство. И понатаму е интересен стихот, значи од семејството на тој и тој не известија дека има поделби. Едни викале јас сум со Павле, други јас сум со Аполос, трети јас сум со Петар, четврти викале јас сум Христов. Колку Христоси има, колку заедници има, колку учења има, каде е тоа? Едно стадо и еден пастир. Бевме на море, лани беше, од другата заедница кои бевме пријатели претходно, жената и пружам рака, ја тргна раката, не сакаше да се поздрави, потоа ја пружи, се исплаши. Видете, јас си викам колку Христоси има, 5, 6, 2. Значи еден од нас не е во Христос, зашто законот, заповедта е да се љубиме. Заповедта е љуби го непријателот свој, благословувајте ги оние што ве колнат. И сега, зар Христос е разделен? Павле ли беше распнат за вас било кој? Павле ли ве крштева и така натаму? И Павле вели, Христос не ме испрати да крштевам. Ова крштевам значи да го потопиш во вода само, во тој момент, односно со духот понатаму, туку да ја проповедам радосната вест. Како да ја проповедам радосната вест? Тоа има друг слезен текст. Ако сум јас во пораз, значи не со мудри зборови, не со човечки ум, туку со сила. Тоа е целиот проблем. Како ја проповедам пораката? Ако си ти во пораз, слезен е тој текст понатаму, ќе го читаме некоја друга средба. Зошто не ми веруваат на сведоштвото? Никој нема да ти верува. Ако си во пораз, немавме состојба. Бевме сега, исклучија Весна камерата. Бевме во молитва кај Стефанија,
бевме заедно во местото во Егејска Македонија, 4 жени гледаат, неќат да се молат. Видете, зато тие мислат дека Стефанија е дели во потреба и велат како ти си во потреба, а си со Исуса си болна. Видете, тоа е тој момент да поверува, значи мораш да бидеш во сила и тоа е таа состојба која треба да ја научиме. И сега ние зборуваме зошто е тој проблем во современите цркви, во тие поделби зашто пренесуваат туги знаења. Весна камерата исклучија. Не се проверени, не се доживеани од вас. Видете, во основно и во средно школо има учебници кои ги напишал некој друг и професорите што таму работат, тоа го предаваат. Тие не смеат да предаваат надвор од тоа. Тоа се туги знаења. Значи ти стануваш репетитор, звучник, папагал, портпарол, кажуваш некој друг што мисли, прелюбодеец, например, некогаш крадец на туѓо знаење, слушаш на интернет и го пренесуваш како твое, без да го провериш реално дали е тоа точно или не. И тука е целиот проблем. Ке ја уништам, вели, човечката мудрост. Нема човечка мудрост, ке ги отврлам нивните најдобри идеи, зашто ни филозофите, ни законодавците, нити научниците на овој свет не спасија. Не спасуваат тие. Ниедно знаење не те спасува. Таткото ни покажа мудроста, знаењето на овој свет е далеко од мудрост, кога мудриот Бог виде дека на луѓето преку собствената мудрост никогаш нема да дојдат до него. Со собствено знаење, собствена мудрост од човечка, никогаш нема да дојдат до него. Тука е целиот проблем. 1 Коринтијаните 1:20-22. И на земјата паднати има телесни заедници кои се поделени по човечко знаење, шират туѓо знаење, не од Светиот Дух сега и овде, од човек, и имаме 3 основни знаења кои се шират во ново, како да ги наречеме, они што ги нарекуваат православни нововерските цркви, односно протестантските заедници, 3 основи, и ќе ги обработиме сега за да разбереме што е проблемот. Едната е Мартин Лутер, 400 години старо, знаење преджвакано, мудрување од човечки ум, во моментот кога се објавил, веројатно вршела добри дела, дадени се некои субстрати, само словото, само верата, само благодат и така натаму, кои се делумни, како да кажеме, по нешто знаеме, и не остваруваат целта, и тие сега 400 години само тоа го зборуваат, без да имаат директна врска со духот, тоа е препознавање на туѓо знаење. Втората линија е преродбата на улицата Азуза во Лос Анджелес, може би некои не знаат, Калифорнија, водена од Вилијам Џеј Сеймур на 9 април 906 до 915 слегува голема сила и оттаму произлегува Пентакосната, харизматската црква Педесетница, значи 10 години имало исцелување, проблеснување и така натаму, и тоа е веќе 100 години и повеќе старо знаење, и тоа сега се преповторува, истото, и сега уште една гранка има, го знаеме, Дерек Принс, нека од 915 живеел до 2003, од Индија до Ерусалим, кој исто така позитивен момент, нели кога Пентакосната почнала, тоа било добро, но тоа е свој момент, и сега Дерек Принс кој објавува некои работи, кои отвораат некои знаења, како да речеме, но непроверени, ако ги преповторуваш туги учења, тие стануваат, како да кажеме, се вкоренуваат протестантските заедници на овие 3 гранки, наместо, значи тоа се стари, туги знаења, и тие ги преповторуваат како учебник во основно и средно школо, наместо да бидат водени сега во овој момент од духот на Исус. И тука е таа бесплодност на тие заедници, зошто духот не им се објавува. Пазете, па мораат да читаат, да преповторуваат, да користат
туги учења и искуства. И имаш многу гледаат, православците пак читаат учења од светите отци и решенија, правила, канони, тие ги викаат, донесени на собирот во Никеја со човечки ум, наместо од Светиот Дух. Значи, ако тие не се водени од Светиот Дух, земните учители, од кој дух се водени? Видете, сега тие формираат идолопоклонство, прават учење на Дерек Принц, тој сигурно да може да дојде да им каже, избришете го моето име. Тоа што слегло кај Дерек, било за да се објави уште малку, да исчекорат, да видат дека духот се објавува, не за да го славиш Дерек, да не останат на тоа Азуза улицата пред 100 години. И тука е смртта на тугите учења. Тие не се живи, не се во духот. Словото мое е дух и живот, вели Исус. Ти раскажуваш како учебник за основно и средно училиште и еве што вели тој, во свое време го јави Словото свое. Го јави пораката што ми ја довери апостол Павле, вели, мене по заповед на нашиот Спасител, Отец. Тит 1.3, значи на апостол Павле му го објави тоа. Сите тие беа водени од духот, не од туги учења. И потоа се запиша ова во тие Евангелијан или Нов Завет на јазикот кој не царскиот јазик на Александар Македонски и дојде кај нас. И тоа исто така, ако го преповторуваш без духот, станува туѓо учење. Ти немаш врска со него, затоа вели Словото без дух е мртво. Ова е реално. Значи има време на јавување на Словото, порака на Словото, во духовна власт и сила толкување, и тогаш ти сеќаваш дека има сила, дека тој зборува, тој живее, тој решава, тој ги врши делата. Не е Дерек Принц, духот го вршел тоа. Не е тихо, утре ако мене ме нема и овие слезени пораки да стават учење. Избришете име, духот доаѓа. 1.9, тој вели Божји распоредник. Он те назначил, распоредил, треба да си гостолюбив, но кафе не служиме на демоните и на другиот дух, добролюбив, кафе не даваме ни ручек на демоните, трезвен, справедлив, не ја барам својата правда, свет, му дозволувам да ме освети, боли кога треба да се откажеш од себе си, мислиш те понижуваат, издржи, воздржлив, кој се придржува. До што се држиш? До туѓо учење од луѓе или до духот, кој се придржува до вистинското слово? Кое е вистинското слово? Па тој духот да зборува. Не јас да го проучувам со своји сили. Значи човечката мудрост не може да се дојде до таткото. Значи како што е научено духот, а не од луѓе, да биде силен и да подучува во сила. Тој вели не барајте мнозина да бидете учители. Кога ќе видам што се предаваат моите колеги, косата ми се крева, но не сакаат да слушаат. Да станете учители, зашто знаете дека поголемо осудување ќе добиеме. Јаков 3.1. Се враќаме во Тит, да биде силен, да подучува во здравото учење, да ги побива оние кои се противат. 1.9. На што се противат оние? Па на духот да дојде внатре во нив, да исфрли се што не треба да биде. Оди во заедници со телесен дух. Пазете, нема водство, и кога ќе се сретне со светлина на духот, со дух вистински, тој бега, тоа што е внатре во него го тера да избега, тој не ќе да се промени. И гледате дека бега. Ќе го исклучиш, ќе му речеш, ќе се врати, па пак ќе избега. Ќе дојде моментот, има друг текст слезен, границата меѓу мене и духовниот мене. Слезен е следниот пат. Кога ќе дојдеш на таа граница, немој да избегаш од духовниот ти. Исчекори, остави го тој што е во тебе сега, ќе те упропасти. Тој е духот на овој свет. Му се лоши, бега од тоа. Пазете се од лажните пророци. Нормално, кои се тие? Па туги знаења. И имавме сега една средба, се молевме, и на крајот од една црква која исто така припаѓа на таа од улицата Азуза,
да му пророкуваме, да му кажеме што да прави. Па јас ќе ја земам Библијата и ќе те чукнам 3 пати на гладно срце по глава, да знаеш што да правиш. Прашај го Духот Исусов, каде е Духот? Значи гледаш дека е тоа празно учење, а седиш таму, оти не те научил да чекаш водство кои доаѓаат кај вас во овча кожа, тоа се тие што ги учат, а внатре се волци грабливци, по нивните плодови ќе ги познаете 7:15. И сега прашувам, имате песни, преведени песни имаат они. А зошто не слегуваат песни? Што се песните по нарачка во джубокс? Не, песната слегува кога ние ќе имаме љубов. Ние 5 души кога бевме слегува 10 песни, има песни тука снимени. Јас не сум дојден да правам песни овде, но кога ќе ми каже Духот, значи, зошто не слегуваат песни, мораат да пеат туги песни, туги учења, туги техники на исцелување и така натаму. Имаат ли плодови во Исус? Дали говорат од туги знаења или ги води Духот сега и овде? Зошто јас морам да читам други книги? Не читам книги. И тој вели, има Дух овде и како кога некој таму друг што е исцелувал. Ја тој го знам, ми го покажа еднаш. Гледам дека е друг дух, не е тој дух, ти не го разликуваш. Духот на Исус е тука, ти ми зборуваш за духот на оној свет, да не речам овој. Значи, дали си ученик поголем од својот учител, сам си кажуваш што да правиш. Затоа вели, нема ученик поголем од својот учител. Да не се дрзнеш ти да го толкуваш ова. Кога дента, кога има служба, јас се исклучувам, јас не сум веќе овде, ми слегува сила и јас се променувам, тешко ми е да се сетам каде сум овде во овој дол, долина на сенка смртта и толку беззначајни работи, кога го прашуваат Исус за некој спор таму имотен, тој им вели, не дојдов јас овде за тоа. Ни јас не сум дошол до тоа. Дали самиот се водиш, си се назначил да ги учиш другите. И тие доаѓаат, положуваат, финансираат вработени и тоа е тоа. Исус основа цркви. Апостол Павле беше на другата страна, танк падна и го донесе. Не дојдоа некој да го финансираат и да му положат раце. Да, Ананија дојде од како тој падна. Еден. Дали си ученик? Ананија не му даваше пари. Дали си ученик поголем од својот учител и така натаму, зошто тој не роди по својата волја. Дали му дозволувам да ме роди, претходно морам да му дозволам да се оставам преку словото на вистината, родението е во словото. Ако ти читаш туѓо учење, репетитор, не можеш да се родиш. Јаков 1:18, намерата е добра, знаеш за Исус, ама немаш сила, тој знае, сеќава дека има дух, ама нема сила да се промени. Во 20 стих вели, отфрлувајќи од себе си секаква нечистотија и злоба. Тоа е стариот човек во мене, кој и да го примиме словото, насаденото слово, нели, туги човечки желби, мудрости и знаења, нечистоти и човечка злоба, со кроткост, примете го насаденото слово. Треба да се насади словото. Знаете, јас сега почнав да копам, научив и јагоди да садам. Ископаш, откорнеш, посадиш, трепериш, гранче да не се скрши. Некој така над нас бдее, дотура, дали сакаме да пораснеме. Кој може да ги спаси душите наши, само словото, Јаков 1:21, во дух, не во тело. Затоа словото убива. Ти го цитираш, човече, не го цитирај. Ти си тогаш крадец на ова. Немој со словото да поднесуваш, да принесуваш, да договоруваш и тој другиот може да извади слово и тогаш словото ви служи за кавга. Лажни учители со човечка мудрост, туги учења, мнозина се непокорни, тие ги знаеме стихови, празнословци и измамници на кои треба да им се затвори устата. Тие растураат цели домови, ние сме тие домови, нашите души, учејки на она што не треба и така натаму. Што е тоа? Па стари туги учења. И сега ќе рече некој од тоа што се пренесува, дека тој тоа прави Не, немој да го кажуваш сигурно, чекај водство. Дали тој разбира или не разбира,
да не повторувам сега, да не соблазнам некој, тие зборуваат дека го познаваат таткото, по делата се гледа. Тој нема сила. Неговите проповеди не се живи, не слегува, нема плодови, бидејќи се одвратни, непокорни, неспособни се за никакви добри дела. Добри дела се Исус да те води и да действува во тебе. Тој да кажува што да правиш. Препорака е да ја зборуваш Словото, она што да го зборуваш Словото, нели, се согласува со здравото учење. Здраво учење, кога тој те учи 2:1 Тит, да зборува Духот, он е учител, не стари туги знаења, не е ова основна школа со учебник, имаме и професорки, тука знаеме, тоа мора да го предаваш, инаку ќе ти избркаат од работа. А видите, кај мене во случајот на факултетот, јас не предавам од учебници, Духот донесе нови техники, водеше и кога ќе излеземе, покажуваме нешто што тие велат студентите, само вие ни зборувате за Духот, дека зборувањето е духовно. Пазете, може би не смеат јавно да го кажат, тогаш и Духот те води. Значи, да не слушаат јудејски, македонски бајки, традиции, пази, со човечка мудрост, тоа е целата суштина, човечката мудрост никогаш нема да дојдеш. Целата суштина е да се откажеш од себе си, да се откажеш од тоа старо учење. Ова зборувај го во дух, советувај, изобличувај со полна власт, ако си во духот, никој да не те презира. Сеедно, мене не ме интересира што зборуваат луѓето, јас стојам пред семокниот Бог, нема му служам, зборува за преродување во водна бања во Словото од Светиот Дух, изобилно да се излее во нас преку Исус Христос 36, со сета сила да останеме во радост, бегај од човек раздорник, откако ќе го посоветува, што го читавте некој ден, еднаш или два пати. Не сака да прима. Видете, тоа е, значи, вирус кој ќе влезе како во компјутерот, сака да влезе во твојата душа и да те труе. Ние имавме една исто така наша сотрудничка на море. Тажна е, сама е, работи таму, ама кој ќе дојде, не затвора уста, цитира, советува, благословува, исцелува, а самата е во потреба и сеќава дека нема дух. И тука се тие моменти, што да му објасниш кога ќе се наполниш со туги знаења, формули, дефиниции, ти не можеш, мораш да го исполниш тоа, да го примиш духот, ти си полн со човечко мудрување, само не сваќаш што е, каде завршуваш ти, телесниот, тоа е таа граница и треба да почне новиот духовен, од бебе, од гу, да почне да те учи да зборуваш во духот, тоа е посебна состојба. Значи, туги знаења со изопачен човечки ум, кои практично те носат до состојбата дека Словото убива, а Духот оживотворува. Ете, тоа е проблемот на мртвите цркви, не им преповторува Духот, туку тие туги знаења и доктрини и која заедница како финансира, испраќа на одредени временски периоди, како да ги кажеш, извршители доаѓаат да им проповедаат, да им кажат што да зборуваат, секако тие даваат пари. Така живеат тие цркви. Не знам дали сте приметиле, нас не формирал никој од надвор, да го кажам и тоа дека илуминатите се фалат дека се финансиери на сите тие заедници. Нас не финансира семокниот татко, тој е најбогат човек на светот, кој еден шпион од Бугарија ми се закануваше, знаеле они кој сум, не знам што, јас сум немал пари, кој ме финансирал, мене му реков, имам јас повеќе пари од целата 10 држави околу мене, мојот татко е семокниот Бог Исус Христос и тој застанува вака и се чуди. Да, тоа е целата суштина. Ти се предаваш, се надеваш и се препушташ само на Исус и само тогаш имаш сила да видат и другите дека Царството Божјо е внатре е во мене. Ако Царството Божјо е внатре во мене, како Стојан Герасимов, македонецот баптист таму од Петрич, од Благоевград, како си бај Стојане, каде си? Како си бај Стојане? Добро си? Не сум добро. Како не си? Одлично сум во Исус. Каде си бај Стојане? Во Царството Божјо.
Па и јас сум таму. И јас сум во Царството Божјо. Хајдете сите да бидеме во Царството Божјо и да победиме со љубовта. Ќе пуштам уште една песна и потоа ќе влеземе сите со молитва за мир, за сила, за љубов. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што се грижиш за Твојата војска, синови и ќерки Божји, и кој како ќе дојде Духот, таму нека почне песната. Почнете со молитва. Исусе, јас те канам во срце, отвори ми ги очите, да те гледам најаве. Отвори ми ги ушите, да те чујам, Исусе. Добро утро, татко мој, чедо Божјо, син сум твој. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Поведи ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да Ајде кој како ве води Духот, нека почне со молитва. Со тебе можам да победам се. Поведи ме. Татко наш небесен, Ти во името на Исус Ти благодариме и за овој ден. Ти благодариме за Твоето Слово. И Те молиме да излееш сила од озгора врз секог од нас, врз цела заедница, да ги исполниш нашите срца со љубов, да се љубиме меѓу себе, да си простуваме меѓу себе. Ние клекнуваме со нашите срца пред Тебе и Те молиме за милоста Твоја, се покајуваме за секој лош збор искажа на нашите устни, за секоја помисла, Исусе. Те молам Твојот Дух да не подучува секого од нас. Бараме водство во Духот. Твојот мир да се насели во сечие срце. Ние признаваме дека сме грешни пред Тебе, Исусе Христе. И Те молиме за прошка за секој наш грев. Те молим, Исусе, за цела заедница, за секој член на нашето семејство, да се населиш во секого од нас, да останеш во срцата во наши за навек со Таткото наш небесен. Амин. 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 Татко наш, Господи Исусе Христе, Ти благодариме што не чуваш во заедништво, што не одбра, што не возлюби, што ни простуваш, што не поучуваш, што не зацврстуваш во верата и не држиш будни во духот. Татко, нека биде волјата Твоја, а не нашата. Твоите мисли да бидат над нашите, Твоите дела да бидат над нашите. Научи не да чекаме водство, да не избрзуваме. Мудроста Твоја да излегува низ нас. Ти, Исусе Христе, всели се во сечие срце. Чувај оваа Исусова заедница со трудници Исусови. Чувај не, Татко, и води не, покажувај ни, поучувај не, држи не во љубов и научи не како да не излекуваме од законот на љубовта. Ти си љубов, Исусе Христе, покажи ни како да ги сакаме сите, како да се покајуваме, да клекнеме во секој дом Исус и за секогаш Исус. Те љубам, Татко Небесен. Амин. 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 Слава Ти, мил Исусе. Ти благодарам, Татко наш мил, што и денес не собра. Ти благодарам за сите поуки, Ти благодарам за сета Твоја љубов, мир, милост, што си толку милостив, што постојано си со нас. Фала Ти и слава Ти, Татко наш многу милостив. Те молам, Свет Исусе, прости ми ги сите гревови со кои погрешив пред Тебе. Грешни сме, секојдневно грешаваме. Ти благодарам што си милостив и што ни простуваш. Управувај со нас, Господи Исусе Христе, обнови ги нашите умови, дај ни мудрост, да знаеме кога, како да постапиме и што да зборуваме. Исчисти во нас, Татко наш, се што не е од Тебе, исчисти ги нашите срца од се што е мрачно, темно, нечисто.
и исполнени ги со мир, љубов, радост, трпение, Господи, да бидеме послушни Твои деца, сакаме да Ти служиме, сакаме по Твојот пат да одиме. Нека биде волјата Твоја со сите нас, Господи Исусе Христе, со нашите семејства, помогни на сите, дај на сите, Ти знаеш сите од што имаме потреба. Те молиме за водство, Исусе, управувај со нас. Нека биде волјата Твоја со сите нас, со цела заедница и нашите семејства, Татко, а Тебе нека Ти е слава во вечни векови. Амин. 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 Татко, прости, погрешив пред Тебе и пред небото. Ти благодарам, мил Господи Исусе Христе, што излеа поука врз мене, дека ако љубов немам, ништо не сум, и дека љубовта многу гревови покрива. Ти благодарам што ми даде можност за нов почеток, да оставам некаде старата Билјана зад себе, да се покаам, Господи Исусе Христе, да простам, да не грешам повеќе, зашто и Ти ми их прости на мене, моите гревови. Еве сум, Господе, се предавам во Твоите раце. Обликувај ме Ти како што сакаш. Направи ново создание од мене. Те молам, направи ме да бидам подобра личност. Помилозлива, кротка, понизна, послушна. Секое дело што ќе го направам, нека зборува за Твојата љубов. Твојот дух да пребива во мене. Повторно да бидам родена во Тебе, Господи Исусе Христе. Фала Ти што ме најде. Фала Ти што не најде сите мои браќи и сестри од оваа заедница. Држи не, Господе, во рацете на Твојата милост. Исполни не со мир, љубов, сила и радост. Ослободи не од се што не одвлекува со Тебе. Целата заедница измија со крвта Твоја. Исчисти се што не е Божјо. Услиши ги, Татко, нашите молитви. Те молам, исцели не. Дај секому што му треба. Ги знаеш потребите и намерите на нашите срца. Се што е од Исус, да остане во секој еден од нас. Се што не е, нека замине и нека не се враќа повеќе. Слава Ти, Исусе. Амин. 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 Татко наш, Исусе Христе, се радувам, Исусе Христе. Моето срце е полно со радост. Ти благодарам, Исусе, што не собираш во заедништво, да љубиме, да те возлюбиме, и те молам, Исусе Христе, дај ми е љубовта Твоја и научи ме како да љубам како Ти што не возлюби нас, Исусе Христе. Свет Ти оставам на себе, се мое е Твое. Слава Ти, Татко, во сите векови. Амин. 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 Весна, исклучи ја камерата. Кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде вољата Твоја, како на небото, така на земјата. Хлебот наш насушен, дај ни денес, прости ни колкото како што ни простуваме. Нашите не заведи не во искушение, туку избави не од лукаваго, што Твое царството, силата и славата во сите векови. Амин. 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 Ајде. Господе Исусе Христе, Ти благодарам и за овој благословен ден, што не разбуди живи, здрави и исцелени во Тебе. И денес се предаваме на Твојата волја, онизно клекнуваме пред Тебе и го повикуваме Твоето свето име. Исусе Христе, употребувај не за Твоја слава, преку Тебе луѓето да не спознаат. Исчисти се што не е Божјо во нас, сите зборови, мисли и дела да бидат покорни на Тебе, Исусе. Напој не со реките жива вода и духовна храна. Ти си почеток и крај, алфа и омега. Се оставаме на Тебе и во Тебе веруваме, мил Исусе. Се покајуваме за се, не осудуваме. Ти благодариме што се прославуваш во нашите животи, што ни ја даруваш кроткоста, милоста, радоста,
љубовта непресушна. Се е совршено во Тебе, мил Исусе. Слава Ти и фала Ти за се. Амин. 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 Татко наш небесен, Ти благодарам за секој ден, за овој ден. Ти благодарам за се што ме носиш во животот. Те молам, Татко, прости ми ги гревовите на мене и на моите предци. Научи ме да љубам, да сакам, да не осудувам. Наполни него срцето со љубов на секој од нас, на моето семејство, исцели не. Помогни ни да бидеме добри луѓе, да сакаме, влези во нас и учи не како да постапуваме. Води не во текот на денот, на работа, дома, со семејството, со сите. Те молам, Исусе, за исцелување на секој од нас, на моето семејство, на моите деца. Влези во нивните срци и управувај со нив, да нема кавги, да има мир, да им бидат полни срцата со љубов, да се сакаат, да простуваат и да почитуваат. Те молам, Исусе, води ги Ти покажи им го патот, по Тебе нека се движат. Ти си нашиот Господ, Бог и Спасител. Те сакаме, Исусе. Амин. Амин. Татко наш, во името на Исус, Ти благодарам и за овој ден. Ти благодарам за сите благослови излеани во мојот живот и во животот на моето семејство и во животите на моите браќи и сестри. Ти благодарам што секојдневно не подучуваш, што не менуваш, што управуваш со нас и со нашите животи, што ни покажуваш како да простуваме, како да се покајуваме. Фала Ти што секојдневно растеш и си се поголем во нашите срца, ние се смалуваме. Ти благодарам за секоја лекција. Те молам, Исусе, разобличи се што не е од Тебе, секој еден, што не треба да биде присутен во мојот живот. Се нешто што не е од Тебе, да го разобличиш и да ми покажеш. Да ми дадеш сила да простам, доколку сум погрешила. Покажи ми, Исусе, што имам непростено, непокаяно. Фала Ти што ме научи да љубам, да ги љубам и оние кои што не ме љубат. Ти благодарам што ме научи да простувам и да продолжам понатаму. Фала Ти и слава Ти, Исусе, Те сакам. Амин. 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 Татко наш, во името на Господ Исус Христос, Ти благодарам за сите услишани молитви, за секоја исцелителна сила врз нашата заедница и секого од нас. Без Тебе не можеме, Исусе. Повикуваме, дојди во нашите животи, дојди во нашите срца. Раководи со нашите животи, со нашите семејства. Ти препуштаме се во Твоја волја, сила и љубов. Мил Господи Исусе Христе, покорно пред Тебе клечиме, и јас, и сите сотрудници. Те молиме, излеа Твојата љубов, мир, трпеливост, мудрост, радост врз мене и врз секого од нас, Исусе Христе, да бидеме Твое плодно семе, кој ќе дава многу род. Покорни сме на секоја Твоја волја и на се што Ти, мил Исусе Христе, се што е кажано од Тебе, мил Исусе Христе, научине да Те слушаме, да го слушаме Твојот глас, да не водиш по Твојот пат. Заштити ја заедницава, мил Господи Исусе Христе, создај огнен штит околу цела заедница, заштити го секој семејство, секој член од семејството. Не дозволувај ни една нечиста сила да не допре, мил Исусе Христе. Ја бараме Твојата сила, мил Исусе Христе, и да допреш до срцата и покажи ни како да постапуваме во заедништво со Тебе, до сите кои што не Те возлюбиле, мил Исусе Христе. Те молиме, Господи Исусе Христе, и заштити не од се што е земно. Ние оставаме се што е земно, но некој пат телата се послаби, мил Исусе Христе, и со Тебе имаме надеж да научиме како, мил Исусе Христе, да научиме како да живееме со Тебе.
во заедништво со Тебе од десната страна, заповедам, мил Господи Исусе Христе, бегај сатана од нас, од нашата заедница, од нашите семејства, од секој од нас, од нашите домови. Не ти е местот овде, ние сме Исусови, му припаѓаме на Исус. Да, за Исус, за живот, љубов, мир и радост. Не за сатаната и смртта, не за дела кои што не се Исусови. Мил Господи Исусе Христе, те молиме, Исусе, искористи не за Твоја слава, за Твоја победа. Те љубам, Исусе. Амин. 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 Слава Ти, Татко наш, што и оваа вечер не собра во заедништво, да упатиме молитва кон Тебе, Исусе Христе, зашто ние без Тебе не можеме да направиме ништо. Ти благодариме што си присутен во нашите животи, што действуваш со нас, Господи, и во нас. Омекни ги сите закоравени срца, настани се таму, направи се сокровиште, Господи Исусе Христе. Секој создание да клекне пред Тебе и го повика Твоето свето име. Татко, Исусе, дојди, помогни ни, зашто со Тебе можеме се, без Тебе сме ништо. Ние се Ти предадовме Тебе, Ти не одбра, ние сме Твои синови и ќерки, Господи Исусе Христе, по Твоја милост и по Твој благослов, Татко наш. Ти благодариме што ја изливаш љубовта, што не научи да љубиме, да се сакаме, да си помагаме едни со други, да се грижиме, Господи Исусе Христе, и сите грижи ние Ти ги предадовме Тебе, се предадовме себе си и цела заедница, сите наши браќа и сестри, Господи Исусе Христе, зашто Ти си нашиот доктор, исцелител, спасител, утешител, водат, Господи Исусе Христе, се нека е по Твоја волја, нека се извршува волјата Твоја во нашите животи, со Твоите чуда Ти да се прославиш. Ние сме мали и ниски, ама Ти си голем и величествен. Се што правиме, Исусе Христе, да правиме за во Твое име и за Твоја слава, Татко наш, зашто Ти нас не возлюби, Ти го плати нашиот долг на крстот, Господе, не помири со Отецот небесен и нас не спаси. Ти се поклонуваме, Исусе Христе, Тебе во дух и вистина. И затоа сега велиме, мрз сатану, заминувај од нашите тела, од нашите заедница, да не допри ни една сатанска сила во нас. Исчистине и осветине, направине храмови за молитва, од нашите тела направи садови за чиста употреба. И употребине, Исусе Христе. Стојам пред Тебе, Господи, клечам пред Тебе и Те молам за исповедување на нашите гревови и за простување. Ти благодарам што ни даде дар на вера и да ни простиш, Исусе Христе, за сите наши грешки и за грешките на нашите предци, сите кои не успеале да се покајат. Се покајувам од длабочината на моето срце, со покајано и понизно срце, Господи Исусе Христе. Ти благодарам за се што ми даде во животот, зашто се Твое, ништо не е моје. Се е Твое, Господи Исусе Христе. Ти благодарам за се и излеј исцелителна сила и врз цела заедница, мирот Твој, трпението Твое, се што е Твое нека остане, се што е нечестиво нека си замини, стапни го по Твоите нозе и никогаш да не се вреча. Мир, радост, спокој во цела заедница, во нашите семејства, во нашите браќа и сестри, во сите нас, а Тебе нека Ти е вечна Твојата слава во вечни векови. Амин. 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 Мил Татко Небесен, фала Ти за оваа вечер, што може да се собереме, да Те прославиме Тебе, да го величиме Твоето име и да Те благодариме за се што си направил. Те молиме, Татко Небесен, излеј во Твојот Дух Свети, прости не ги гревовите кои ги правиме сакајќи или не сакајќи, задржани од Тебе, зашто навистина Ти си праведниот. Ништо не можеме без Тебе, се е од Тебе и за Тебе. Сета чест и слава Ти припаѓа Тебе. Благослови оваа заедница. Благослови на сите да останеме во Тебе и само кон Тебе да го свртуваме нашиот поглед. Те молам, Татко Небесен, помогни на безпомошните луѓе. Ти знаеш со што се соочува, Татко Небесен. Те молам, влези во старските домови, каде што има многу немоќни луѓе, Татко Небесен. Допри до закоравените срца на вработените, да постапуваат онака како што Тебе Ти е драго, Господе. Те молам, отвори ги душите и на семејствата кои ги оставаат своите блиски во старските домови. Само Ти можеш да ги вразумиш, Господе. А врати ја љубовта меѓу нас. Задржана во љубов да останеме со Тебе.
Посебно те молам, Татко Небесен, за мојата кума Илинка, Господа. Ти направи чудо, ние веруваме во Тебе, дека преку Тебе се е можно. И се што и се случува неа е сатанско. И затоа велиме, да за Тебе, Исусе Христе, не за сатаната. Излегувај веднаш во името на Исус од животот на мојата кума Илинка. Излегувај, она е здрава и ќе застане на ноза, зашто Ти си со неа, Татко Небесен. Слава Ти, фала Ти што ќе ги слушнаш овие молитви. Ти ги знаеш луѓето ни што поминуваат, и ги знаеш и бездомните луѓе кои што се соочуваат со барање кири, Господа, помогни. Отвори ги на оние закупци кои што даваат станови да им ги отворат рацете на тие луѓе, да живеат нормално, Господа. Те молам, Татко Небесен, секој порок отстрани од секој еден човек, Господа. Направи и оние кои што не те познаваат да се доближат Тебе. Ние знаеме и веруваме дека Ти ќе испратиш ангелска војска и сите заедно ќе кажеме не за сатаната, да за Исус. Слава Ти, фала Ти што си присутен, што ме држиш, Татко Небесен. Ето да останам во Тебе и да се надевам на Тебе. Благослови ја мојата работа, Татко Небесен. Ја не можам без Тебе. Помогни ми да ги издржам тие часови и денови, Господе. Ти знаеш сите ни што поминуваме, но без Тебе немаме сила, Господе. Затоа те молам, дај сила и за сите деца со потешкоти во развојот и на нас, родителите, дај ни сила. Благослови оваа група и заедница. Слава Ти, фала Ти, Исусе, што повторно сум во оваа група и што можам погледот да го свртам само кон Тебе. Слава Ти, Исусе. Амин. 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 Милостив Господи Исусе Христе, Ти благодарам за се што имам. Ти благодарам што дојде во нашите животи, што ни ги прости гревовите, што не ознаш, не водиш. Дојди во моето семејство, во сите луѓе, исчисти ги сите зли срца, води ги. Без Тебе не можеме. Мил Исусе Христе, слава Ти. Амин. 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 Татко Небесен, во името на Исус, мој Господ и Спасител, наш Господ и Спасител, се собираме и вечерва да Те прославиме и да го издигнеме Твоето свето и вечно име, Господ Исусе Христе. Се собираме зашто пишано каде што се двајци повеќе собрани во Твое име, тука си Ти. Ти благодариме што не благословиш со Твоето присуство, што мирот Твој ни го даваш. Мирот Твој не оној што го дава светот да не се вознемирува срцето наше. Те љубам, Господ Исусе Христе, со сето мое срце, сиот свој разум и помисла. И го љубам ближниот како себе си. И Те благодарам што ме сочува од самата себе си, да не си правам штета. Ти благодарам што ни даваш водачи кои што го слушаат Твојот глас и ние си ги отвараме ушите, веќе почнуваме да го слушаме тој глас и да послушуваме Исусе Христе, зашто сето тоа е за наше добро. Ти благодарам што се повеќе го пременувам сето тоа што го слушам на проповедите и се повеќе ми е подобро и подобро. Сета слава и чест Тебе Ти припаѓа. Сега, Господи се Христе, Те молам за сила исцелителна изле преку Твојот свет дух, како што пишува во Словото дека во последните времења ќе излееш свет дух на земјата, така и сега излее, Господи се Христе, како на Педесетница, исполнена со Твојот свет дух, Исусе Христе. Нека Твојата волја се случува во секој еден од нас. Нека се случува исцелување, преобразба на нашите умови, исцелување од дух, душа и тело, на секој орган и секој кој што не е вклучен, Исусе Христе, преку Твојот дух, да прими исцелување. Секој орган преобразен, возобновен, секоја клетка, секоја коска, секој мускул возобновен, Исусе Христе. Ти благодариме што не исполнуваш со сила, што не употребуваш, што ни даваш водство и мудрост преку Светиот Дух, што љубовта Твоја се прелева, Исусе Христе, во нашите срца и топи и гори се она што не е од Тебе, Исусе Христе. И велиме марш, Сатана, во името на Исус, немаш право во нашите животи. Велиме да за Исус. И велиме на планината, стани планино и дигни се и фрли се во морето во името Исусово, од целата заедница, од секој еден од нас, од нашите семејства, членовите на семејствата. И во името на Исус го обесилуваме
секој дух на раздор, секој дух на млакост, секој дух на клевета, секој дух на горделивост. Обесилени се во името на Исус. Врзани се, немаат право, врзна си целата заедница. Крвта Исусова е врз секој еден од нас, не штити, не измива од се што не е Божја. Во името на Исус се одврзуваме од секаков зол дух и зла сила, од се што не е од Тебе, Господи Исусе Христе, од секаква непокорност, од секаков отпор, од секакво самосожалување, слабост. Во името на Исус објавуваме дека во нашата слабост совршено се пројавува Твојата сила, Господи Исусе Христе. Ја прославуваме победата над смртта, над сатаната во нашите животи, над демоните, над болестите, над секоја ситуација, во секој аспект на нашиот живот. Објавуваме победа со вера преку Тебе, Господи Исусе Христе. И имаме победа со словото на своето сведоштво и крвта на јагнето. Слава Ти, Господи Исусе Христе, Те прославуваме во целата заедница, во целата земја, во Македонија. И Ти благодариме што носиш власти кои што ќе се грижат за народот, власти кои што ќе имаат сочувство, кои што ќе се служат од Словото Исусе Христе и ќе ги допира во нивното срце, Исусе Христе, зашто преку Твојот дух, преку Твојот свет дух пишува во Словото дека Ти Македонија одбра да биде Божја земја. Нека е благословен и Тихо и Манде во името на Исус, со сето Божјо изобилие, затоа што тие не поучуваат, затоа што се водени од Духот и ни помагаат, затоа што на вистина делата и преку нас се гледа дека е се повеќе подобро, но да не дозволиме да не напаѓа оној другиот, за да бидеме свесни дека ние сме Исусови. Се одрекуваме од самите себе си, зашто ние не си припаѓаме себе си, туку му припаѓаме на Исус. Нашите тела се храм на Светиот Дух. Ти благодариме, Господи се Христе, што излеа сила, што не возобнови. Ти благодарам, Исусе Христе, за благословите во секој еден од нас, во секој брат и сестра. Ти знаеш се уште пред да те помолиме, знаеш што ни е потребно: исцелување, љубов, изобилие, радост, мир, Исусе Христе, пред се во нашите срца. Те љубам и Ти благодарам и нека биде се што е според Твојата волја. Амин. 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 Може ли да слушам? Ајде. Ајде. Господи Исусе Христе, Ти благодарам што и во овој миг не изми во Твојата бања исцелителна сила што излеваш во сечие срце и во моето срце. Ти благодарам што избираме да бидеме победници во Тебе, во Твојата љубов. Застануваме и се спротивставуваме на сатаната, се одрекуваме од секој зол дух, се што се обидува да ни се натрапи, да застанеме и да ни застане на патот до Тебе. Не застануваме, Исусе. Трчаме за да го оствариме, да го постигнеме Царството Небесно во нашиот живот и на оваа земја. Иако телесното не влече, ние одбираме во оваа заедница да бидеме во Твоето стаклено звоно, да Ти служиме Тебе. Во Твое име, Господи Исусе Христе, ја прославувам победата што ја обезбеди за секој еден од нас. На крстот го победи сатаната и секој демон зол дух што се натрапува во нашите животи, му кажуваме не. И Ти благодарим, Исусе, што Твојата милост е толку голема, што и поуките и молитвите ни ги исцелуваат сите рани, сите трауми, нашите семејства, ги пренесуваме до Тебе, Господи Исусе Христе, да бидат осветени во Твојот свет целив. Се откажуваме од себе си, од секој зол дух, и го примаме Светиот целив да бидеме исцелени во Тебе. Ти благодарам за оваа заедница, за секој еден. Фала Ти што ни даваш во срцата да се гледаме еден со друг, како Тебе да те гледаме и што не сакаме никој да отпадне, што се грижиме еден за друг и се молиме еден за друг. Се застапувам за моите браќи и сестри. Ти ги знаеш нивните срца, ги знаеш и нивните потреби. Фала Ти што откриваш во нашите срца што останало, а е горчлив корен, го откриваш и го разобличуваш, Господи Исусе Христе, и тоа останува распепелено од Твојата света крв која се излева врз нас и врз оваа заедница. Ние сме покриени со Твојата света крв, Исусе Христе, победници преку крвта на јагнето и нашето сведоштво. Слава Ти, Господи Исусе Христе, Те љубиме. Амин. 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 Амин.
Ти благодарам, Господе. Ти благодарам, Татко Всемоќен, што и вечерва не собра да го славиме Твоето име, Господе. Да го славиме Твоето свето име, Господе. Ти благодарам, Татко мој Всемоќен, што ми помагаш низ животот, што ме воздигнуваш, што ме креваш, што ми возможуваш да чекорам по тесните патеки на љубовта, Господе. Ти благодарам што го чуваш моето семејство, моите блиски, моите браќа и сестри, што им помагаш на сите, Господе, што си се присутен, Господе. Те молам, Господе, прости ми ги грешките, прости ми ги моите гревови. Се што е мое, Твое е, Господе. Слава Ти, Татко мој Всемоќен. Фала за се, сега и секојаш и во сите времиња. Амин. 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 Ти благодарам, Татко, и за оваа вечер што не собираш, за да можеме да го славиме Твоето име. Затоа што само со Твоето име, Исусе, победуваме. Само по Твојата патека кога чекориме, победуваме. Ти си секогаш со нас и фала Ти, Татко мој, што се грижиш за ниеден од нас да не застрани. Што секогаш не поучуваш и ни даваш мудрост во срцата наши како да чекориме и како да постапуваме. Ти благодарам, Татко мој, за сите благослови кои ги излеваш во мојот живот. Ти благодарам што не чуваш и што не заштитуваш од сето зло кое сака да не нападне, но нема сила, затоа што е згазено, Исусе, по Твојата нога. Ти благодарам што ни даваш можност да го видиме денот, за да можеме да му се радуваме и да славиме Твојата љубов, Исусе. Ти благодарам за се, Татко мој. Фала Ти и слава Ти, Исусе. Амин. 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 Ајде. Господи Исе Христе, повторно се собираме во Твое име, ние сотрудниците. Потребен си, Господи Исе Христе, Твоето присуство да не вдахнови, да остане од нас се што не е од Тебе, Господи Исе Христе. Секоја гнев, осветољубивост и секаков и секогаш Твојата мудрост да не прати, Господи Исе Христе, зашто само со Тебе исправно чекориме по животот, секојаш да бидеме ведри, благопријатни на сите околу нас. Тоа е Твоја одлика. Те молиме да се вгнезди таа одлика во нас самите. Уште еднаш Ти благодараме за овој ден, што успешно не водиш по тесниот пат на животот. Секоја погрешна мисла, ако не е од Тебе, коригирај, Господи Исе Христе. Уште еднаш Ти благодариме, Господи Исе Христе, за здравите што ни го пружаш. Те молиме за исцелување на сите, поготово на сотрудниците, сите негативни работи што не се од Тебе, да се останат од нив. Уште еднаш, Господи Исе Христе, вечна Ти слава, вечно да не пратиш во животот, зашто само со Тебе можеме да живееме спокојно, мудро и ведро. Те благодариме, Господи Исе Христе, за вечни векови. Амин. 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 Ајде, Ана. Амин. Амин. Татко наш, Ти благодарам за Твојата љубов што ја изливаш врз нас, за трпението што ми го даваш и спасението. Ти благодарам за Твоето вечно бдење над нас и Твојата насока како да чекориме и како да се справуваме со сите овие случувања во овој земен свет, кои што не туркаат надолу и на моменти ни се чини дека го губиме тлото под земја, но кога ќе помислиме дека Ти си со нас, се менува. Ти благодарам за силата и љубовта, за тоа што ме направи од безпомошно суштество кое верува во Тебе и кое добива сила да чекори напред во животот под Твое водство. Ти благодарам за тоа што правиш промени во мојот, постепено се менуваат работите во мојот дом. Ти благодарам за љубовта што излеваш, што ги држиш цврсто до мене, моите две ќерки кои што почнуваат да осознаваат дека Ти си таа љубов, Ти си таа сила, Ти си таа светлина, што сите нас не води и не чува. Ти благодарам за се што правиш и тоа што сме ние под Твојата заштита и Твоето водство. Слава Ти, најмил мој Татко, сега, секогаш и во вечни векови. Амин.
Амин. Амин. Ајде себе. Амин. Намали го гласов. Господи Исусе Христе, Ти благодарам и за овој ден што сме сите здрави и живи. Ти благодарам за сите услишани молитви. Ти благодарам за мирот што ни го даваш, силата што ни ја даваш, што не благословуваш и што не крепиш. Само со Тебе можеме се, Господи Исусе Христе. Се Ти предавам на Твоите раце, моето семејство, моите деца. И јас целосно се предавам на Твоите раце, Господи Исусе Христе. Се мое е Твое. Те сакам со сето срце, Господи Исусе Христе, и Те молам за исцелителна сила врз сите мои брајча и сестри, врз сите наши пријатели и врз нашите непријатели. Зашто само со Тебе можеме се. Славата и победата се Твои, Господи Исусе Христе. Те молам да ми простиш за секој грев што сум го сторила со збор, мисла и дело. Се покајувам и за гревовите на моите предци кои грешеле, а не се покајале. Јас им простувам на сите и никого не осудувам. Славата и победата се Твои, Господи Исусе Христе, нека е вечно Твоето име, сега секогаш и во сите векови. Амин. 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 Ајде Сузе. Амин. Господи Исусе Христе, Ти благодарам за овој ден. Мил Господе, Ти благодарам што беше со мене, со моето семејство, со сите мои браќа и сестри, што не заштити од се што не е Твое. Ти благодарам за сите благослови што ги излеваш врз нас. Ти благодарам, Исусе Христе, за се што имам, се мое е Твое. Се оставам во Твоите раце, мил Исусе. Господи Исусе Христе, јас од срце и од душа верувам, и верувам дека Ти си мојот Господ и Спасител, Ти си нашиот доктор исцелител. Ти си жив, Ти се знаеш и се гледаш. Знаеш што се случува во нас, во нашите тела, во нашите семејства. Ти знаеш што имаме потреба, дај ни секому што ни е потребно. Во понизност и покаяние за моите гревови, Те молам, Татко, исцели го моето тело, излија Твојата исцелителна сила врз мене, врз сите мои браќа и сестри, нивните семејства и врз нашите сестри и браќа кои слушаат со срцето. Мил Господи Исусе Христе, не оставај, грешни сме, Господе. Прости ни ги гревовите. Мил Исусе, јас се покајувам за секој грев. Каже ми кој грев да го исповедам. Исусе Христе, никого не осудувам. Сите Твои чеда ги љубам. Ти благодарам за милоста што изливаш врз мене, Татко, љубовта и силата. Ти никогаш не ме напушти и сега Те молам. Биди со мене, дај ми сила да можам да функционирам, да можам да одам да сведочам за Твоите чуда што Ти ги направи за мене. Прослави се во мојот живот, мил Исусе. Дојди и помогни ми мене и на сите во заедницата. Татко, не напуштај, Ти си наша надеж. Во Тебе веруваме и на Тебе се надеваме. Исусе Христе, се оставам во Твоите раце, нека е волјата Твоја, сега и секогаш и во сите векови. Амин. 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 Сузе, ке се молиш? Да. Господи Исусе Христе, Татко, Ти благодарам за секој ден. Ти благодарам за Твојата голема, огромна љубов. Ти благодарам, мил Исусе Христе, што ме прими и мене во сотрудниците. Ти благодарам што почнува и во моето семејство да влегуваш во нивните срца. Ти благодарам, мил Исусе Христе, за секој нов ден. Ти благодарам што се повеќе и повеќе навлегуваш во моето срце. Јас Те љубам со сето мое срце, мил Исусе Христе. И Ти благодарам за Марија. Таа е многу млада, имаше операција на срцето. Ти благодарам што ги водеше рацете на докторите и што бдееше над незе. Ти благодарам за сите што се во потреба и што си ги услишил нашите молитви. Нека е вечно Твоето име, мил Исусе Христе, слава Ти. Амин. Амин. Бисера и Душко, ке се молите? Можете?
Татко наш, Ти благодарам во името на Исуса Христа за ова прекрасна вечер, Господи Исусе Христе. Ти благодарам и согласна сум со сите молитви кои ги упатија моите браќа и сестри. Ти благодарам што не зацврстуваш да бидеме една мисла, едно тело и да веруваме во Тебе, Господи Исусе Христе, со сета сила, со сето срце, душа и разум да Те љубиме. Нека сите срца на овој свет чукаат, Господи Исусе Христе, во едно. Да се озвучи името на Исуса Христа во секоја душа, Господи Исусе Христе, која талка. Те молам за болните, за бездомниците, за инвалидите, за децата без родители, за оние кои што немаат кои да ги гушне, мил Исусе Христе, за старите, за немојчните, за заборавените. Се молам, мил Исусе Христе, нека силата на Светиот Дух ги измие нашите срца, за да бидеме садови за почесна употреба. Ти благодарам што имам толку многу браќа и сестри, што ова семејство расте, затоа што расте Твојата љубов во секого од нас. Те сакаме, Те славиме, го величаме Твоето име и велам осана во висините. Мојот татко е жив. Јас имам жив татко, Господ Исус Христос, кој што го зеде нашиот долг. Тој ги плати гревовите за секого од нас. Ти благодарам за таа бесценета жртва на крстот Исусе Христе, зашто Ти ги претрпе страдањата, зашто Ти ги јадеше камшиците и го носеше трнливиот венец за секого од нас. Благодарам за сите промени во семејствата на моите браќа и сестри. Благодарам што и најтврдокорните, Господ Исусе Христе, попуштаат, зашто нема сатанско упориште кое не е згазнато од крвта на нашиот семојќен Господ Исус Христос. Зашто нема човечка желба која нема да биде услишена во името на Исус. Ти благодариме, Исусе Христе, веруваме и Те сакаме, води не, движи не, да го изодиме патот, додека не дојдеме лице в лице со Тебе. Амин. 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 Слава Ти, Исусе. Амин. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Остани во мене. Остануваме во Исус Христос, во љубовта Негова. Амин. 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 Исусе, нека се наполни моето срце, љубовта Твоја. Исусе, лекува се, нека се преточи во моето срце, љубовта Твоја. Лекува се, летај, летај, душо моја, на крилјата на љубовта. Летај, летај, душо моја, кај таткото во вечноста. Оставам се земно, Исусе, и љубам со Тебе, мој Исусе. Душава моја, Тебе Ти припаѓа, дојди земи ме, земи ме. Летај, летај, душо моја, на крилјата на љубовта. Летај, летај, душо моја, кај таткото во вечноста. Летај, летај, душо моја, на крилјата на љубовта. Летај, летај, душо моја, во царството на љубовта. Благословена ноќ, Исус, со сите нас и нашите семејства.
Амин. И сите во потребна. Амин. 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 Благослови браќа и Амин. Амин. Слава ти, Исус и Господи. вечерва да не штити од се што не е од небе нас. Амин. Нема во Исус вечер, има добро утро, ден е вечен ден, вечна светлина. Добро утро, Исусе. Амин. Слава му на Исус. И хвала му што не засака и не одбра, не прибра. Да те гледам најаве. Отвори ми ги ушите, да те чујам, Исусе. Добро утро, татко мој, чело Божјо, син сум твој. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Повери ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Повери ме, Исусе. Добро утро, татко мој, ме измиваш во духот твој, ми го чистиш срцево, да се вселиш во него. Добро утро, Исусе, и не сврам по тебе, засекогаш во срцево, во Царство Божјо небесно. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Повери ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Повери ме, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господе наш татко, наш Исусе, слава ти. Ајде, деца, остануваме во радост Исусова. Амин. Слава му и фала му. Амин. 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 Нека Исус благословена ноќ, браќа и Ајде, сестри. Божи благослови. Амин. Амин. Исусови благослови. Амин. Амин. Добро утро, Исусе, јас те канам по срце. Отвори ми ги очите, да те гледам најаве. Отвори ми ги ушите,